Светот без бабите, дамите, жените и сопругите би бил суров, студен и осамен. Светот создаден и створен од Бога за да се сакаме и љубиме, исто како Адам и Ева. Но колку љубовта денес е чиста и возвратена, дали почитта е одадена и од обете страни? 8 март, светскиот и меѓународен ден на жената, денес повод за да се одаде почит, љубов и внимание и да се возљуби жената, мајката и бабата, исто како Бог нас не милува. Сите господи и господици, среќен 8 март. Таму прво да има здравје. Прво и основно здравјето. Благодет и среќа дома. Заеднички чекорешни живот. Нема тука шо друго. Тоа е. Среќен 8 март на сите, мои пријателки, роднини, се најубаво. Па сега зависи порано и злато сме купували, се живо, сега нема ништо. Сега нема многу слаби пензии и само за лекови даваме. Да, ептен скромно. Време одеше ли се на прослава 8 март? Да, и од предпријатите не водеа, дека што работееме секаде, сега нема. Да. Среќен 8 март на целиот женски пол, млади и стари, да се живи, здрави, среќни цел живот. Па на кој што му треба, знаеме, па си купеме. Цвеќе, нешто било за укуина, било шо, како жени. Важно е, точно, дека е важно жената да се почитува и од деца и од мажите. Цвеќент. Нешто подароче, друго нешто, пиџами, нешто... Не. Ја, како знам, тоа подаруваат, цвеќиња. Повозрастните на терен информираат дека новиот модерен живот нуди различни практики, па ако овој ден е ден жената да биде рамноправна, повеќе не е ден за подароци. Променливиот живот причина за да секоја си купува сама за себе. Не, Со роднини? не, сама. Ни сакаме поклони, ни подаруваме. А како беше едно време, имаше ли прослава? Па сега во средното време почна да има прослави. За моето време, кога сам била млада, не е имало тога. Нема пари за пријателки. Нема ни за нас. Нема за ништо. Во согласно со ситуацијата, овој ден се прославува ширум светот, потсетувајќи ги сите човечки битија дека жената треба да биде сакана, почитувана и рамноправна, исто како мажот во општеството.